ВМРО-ДПМНЕ одржа панел дискусија на тема договорот со Бугарија, предизвици и последици. На дискусијата која се одржа во седиштето на партијата, Александар Трајановски од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ истакна дека за договорот со Бугарија граѓаните не знаат буквално ништо. Она што го знаеме е тоа што го коментираат Заев и Димитров кога кажуваат дека ќе има заедничка историја, коригирање на учебници и заедничко чествување на празници. Меѓутоа, ништо ниту професорите по историја знаат, ни студентите по историја, ни јавноста знае што точно е договорено, што содржи договорот, вели Трајановски. Може да видиме дека македонскиот народ не е забележан во договорот како конститутивен народ, а исто така и македонскиот јазик е одреден спрема уставот, а не засебен како посебен надвор од уставот. И тоа е многу погрешно затоа што во иднина, ако им текне на дали нова влада или може некоја друга влада на СДС, да го избрише македонскиот јазик од уставот или да направи двојазична држава, автоматски ините генерации ги прават како генерации кои немаат свој македонски јазик. Маријан Гиовски од ВМРО-ДПМНЕ посочи дека дел од изјавите на Заев и премиерот на Бугарија Бојко Борисов се несфатливи и дека не може да се излегува со такви формули кога станува збор за еднината на државата. Во овој случај ние нема да подпишеме или не би подпишале договор како рамноправни партнери. Значи нема рамноправност, има буквално наметнување. Кога наметнувате нешто, логично е се повлекувате од некоја или го терате оној со кој што преговарате да се повлече од некаква своја позиција. Во овој случај позицијата од која што ние ќе треба да отстапиме ако се продолжи со ова што го прави Зоран Заев е уривање етапно на македонскиот национален идентитет. Еден од главните заклучоци на оваа панел дискусија на ВМРО-ДПМНЕ беше дека подпишувањето на овој документ може да значи уривање на македонскиот јазик и идентитет.